каква е состојбата во моментов со законот за укрупнување на земјиштето? Што дадат земјоделците? Имаме ли натегање уште? Мислам дека тоа е правилниот пристап во заеднината на македонското земјоделие. Сега проблемот е што ние имавме еден лош, не лош, него друг пристап, друг пристап во самото производство до пред 30-на година и мислам дека самата примена за укрупнување кај нашите земјоделски производители ќе оди малку потешко отколку што се мислеше, а ќе оди бидејќи еве претходно спомнавме требаше да до објаснување на нашите земјоделски производители како и на кој начин ќе треба тие своето земјиште да го окрупнат, како и на кој начин ќе применат во фазата на производство. Еве сведоци сме дека едната од идеите беше формирање на задруги кои што ќе овозможи укрупнување на поголем број на земјоделски стопанства и заеднички пристап на производство, меѓутоа еве веќе првата задруга е формирана пред 10-15 години, ги има неколку во државата, мислам дека има некоја негативна работа при функционирање на нив и затоа еден од сегментите што доаѓа до непримена на укрупнување на земјоделското земјиште и правилен пристап во самото производство, баш е тоа. Мислам дека неминовно е дали ова министерство, дали ова влада или некоја следна пред донесување на било која на кој закон, неминовно е заедничка комуникација со науката и со самите земјоделски производители. Христо, јас ти благодарам на исцрпните одговори. Земјоделската емисија не е секоја седмица, па се надевам дека во континуитет откако и ќе започне сејбата повторно ќе бидеш нас. Да, мислам дека како представник на земјоделски производители стоиме на располагање и колку толку сакаме да даваме информација се тоа она што се случува во нашиот аграр и да се надеваме дека ќе дојдат некои подобри времења, а ќе дојдат подобри времења само со добра комуникација.